Сега кога веќе почнав со терапијата за мојата транзиција за промена на пол, со хормоните нели да ги зимам, и кога ќе ми вградат путка, и ова, нели тогаш ја ќе се викам Сашка, нема да бидам више Саша или Сашенка, ќе видам тоа, ќе одлучам кое име ќе го земам. Сега ме интересира дали кој ќе го сменам името, пример кој ќе станам Сашка, дали тоа име ќе ми биде само за надворешна употреба или за внатрешни за надворешна употреба. Или оние поблиските уште ќе ме викате Сашо, нема да ме викате Сашка. А официјално ќе бидам у документи Сашка. И дали имам право, например, за овие поблиски веќе се кругов околу мене, пријатели, дали имам право, вие ако продужите по некоја инерција да ме викате Сашо, да барам од вас да ме викате Сашка. Тоа ми е голема дилема. Ги молам секој што е стручен по оваа проблематика, лекар, психијатар, што да е, овој да ми го објасни, пошто ова ми е стварно една дилема. Па и вие, мислам, обичните Facebook пријатели, мои пријатели од Facebook смртници, го почитувам и вашето мислење. Тоа. Сега, ме интересира уште една дилема. Дали ја утре кога ќе ја завршам оваа хормонскава терапија, кога ќе ми пораснат гради Джо Моника Белучи и кога ќе ми вградат путка и кога ќе потпишам дека сум Сашка и кога ќе ми дадат лична карта дека сум Сашка, овој документ, дали тоа значи дека утре ја ако случајно, не знам, ако ми се подобри нешто у глава диагнозава, дали ако утре пак посакам да си бидам Сашо, дали може овој договор да се искине претходно дека сум Сашка и да се викам Сашо, не знам дали може тоа да се смени. И што сега ми текна джабе, ја ако го искинам тој договор кај што сум Сашка, која више ми го отфикариле, тоест имам путка, што си правам ја барам со памет. Нема везе, само за ова, ајде одговорете ми, ова другово мање више, ствари па може, како ќе бидеш Сашо ако ти го отфикариле. Проблем. Него ај одговорете ми вие за ова прво, тогаш ова дали ова имево ќе ми важи и за внатрешна и за надворешна употреба или само за надворешна употреба, а овие у блискиот круг, по блискиот круг и понатака имаат право да ме викаат Сашо, ете тоа. Иначе што да ви кажам друго помалце сериозно од ова, од овој сега проблем што ви го кажав, е тоа дека кафе следната година у Солун тешко дека ќе пиете. На Скијатос, Миконос, Газос и останатите острови наредното лето тешко дека ќе стигнете до нив. Зашо не е добро, брату, ич не е добро, не е добро. Не е добро. Оно што го зборев пред неколку дена, морам да ги кажам овие работи, нека бидат некаде чисто запишани, затоа што кај нас не се збора на овие теми. Значи, плановите за инвазија копнена на НАТО силите врз Русија биле многу реални. Оние мапи за рутите по кои што би се движела војската и од каде би полетувале авиони, од кои носачи на авиони, од кои бази, очигледно биле точни. Последната изјава, тоест последниот потек на Путин исто беше недвосмислен. Протера 6 дипломати од Велика Британија под обвинение дека се
нивни шпиони, ги откри нивните идентитети, им ги врати назад, но не е поентата во протерувањето на дипломатите. Ова беше протерувањето на англиските, британските дипломати, беше порака за Соединетите Американски држави. А таа порака што ни треба да ја прочитаат од тоа е дека сте на сантим до прекинување на секаква комуникација со вас. Оти. Треба да знаете дека цело ова време додека трае војната во Украина и сега дури на руска територија, како и претходно години и децении, дури и во најтешките моменти никогаш скроз не прекинувала, освен во еден или два моменти кај што бил светот пред нуклеарна војна. Таа комуникација меѓу Русија и САД никогаш не прекинувала што се однесува до проблематиката со нуклеарното оружје. Значи, според тие договори што е за нуклеарно вооружување што ги имаат, должни се и едните и другите во одредени ситуации да пријавуваат кај својот соперник одредени работи што сакаат да ги преземат во врска со своето нуклеарно вооружување. Например, кога сакаат да пренесуваат некој арсенал на нуклеарно оружје од едно место до друго, од една база до друга, они редовно си имаат комуникација, без разлика што може да бидат у војна преку прокси сојузници, преку ова, преку она, и во студената војна и сега со Украина. Примерно, тие одржуваат таа комуникација, значи се држат до одреден договор, и се додека се држат до тој договор, се додека имаат таа комуникација Русија и САД, тоа е добро и тоа е некаква смирувачка нота, таа комуникација, дека може би до нуклеарна апокалипса нема да дојде. Но ова што сега го направи Путин со протерувањето на британските дипломати е фактички порака до Америка дека покрај онаа што претходно ја кажа во живо, кога им кажа дека дозволата на Украина да нападне со далекометни ракети или ракети со среден дострел, дека фактички тоа ќе значи војна. Прв пат го спомена Путин зборот војна, инаку цело време зборува за специјална полициска операција во Украина. Прв пат го спомна за овие 3 години зборот ќе имате војна каква што не сте виделе, што значи тоа што го кажа се однесуваше на некои пошироки географски одредници и тоа што го кажа во множина. По протерувањето на дипломатите имаше една неотесана изјава и по оваа изјава што ја даде за дека ќе видат војна каква што до сега светот не видел. Можете да замислите на каква војна мисли Владимир Владимирович. И после оваа изјава, после протерувањето на дипломатите, имаше една неотесана изјава на еден британски генерал кој сакаше да се направи многу храбар, па кажа: добро де, ни прети со нуклеарки, па и ние имаме копчиња за стискање, и ние имаме нуклеарки, каде води тоа? И со тоа овој висок британски генерал всушност покажа дека за жал Западот се уште не го научи психолошкиот профил на Путин, под број 1, и под број 2, што е уште потрагично, оно што сум го кажувал, Западот се уште нема свест за феноменот наречен саможртвување, што е типичен за рускиот народ. Че тоа не се учи у школа. Тоа да, се ствара со неколку вековна индоктринација, тоа се и менталитет, тоа се и гени, тоа е и све, но тоа не се учи преку ноќ. Една нуклеарка на британско тло, една нуклеарка на руско тло, не е финтата ко со законот за релативитет
на Ајнштајн објаснет преку еден прост пример. Ја имам онаа работа, му го опнал и му рекол, еве ти го законот за релативитет. Ти ја имаш мојава работа у гс, ја имам мојава работа у гс, исто е, ама и не е исто. Ова е типичен пример. Една нуклеарка таму, една вамо не е исто е, ама и не е исто. А не е исто токму заради овој феномен на само жртва со кој што се одликува менталитетот на русите. Што го покажале многу пати во историјата. Така што една нуклеарка на британско тло, тоа ќе значи таков хаос, таква паника. Затоа што овие британци денес не се оние британци од времето на Черчил, што го бранеа Лондон, кога Хитлер ги нападна со Фау-1 и Фау-2 ракетите. Не е. Затоа што вие 80 години колективниот Запад гради цивилизација, да не го употребам зборот на што, ама ќе кажам цивилизација на первертити. Одамна западните држави не се држави во национална смисла на зборот. Одамна тие луѓе генерации што доаѓаат млади се такви какви што се, дојденци од разни места на светот и немаат такви конекции со својата нова татковина. Поврзаности, национални, етички, немаат. Вредностни, немаат. Да не зборам ред други работи, да не излезе друга ми е темата на муавето. Структура на самовидете име на армија. И подзвани некој пријател, не се, ке сева. Како да ви кажам, она што е на другата страна, нуклеарка на другата страна, значи уште поголем пркос. Оти кај нив е менталитетот, ако треба бубашваби и корења ќе јадеме тие што ќе преживееме, ама ние нема да дозволиме уште еднаш ваша нога да стапне на руско тло. Замислете, она фашизоидна, која не беше таква, но стана фашизоидна нација, која што ги спасуваше нацистите по Втората светска војна и ги префрлаше во тамо кај нив, ги правеше научници, ги правеше високи функционери. Тие полошите што беа позлокобните ги праќаше по Боливии, по Аргентини, по Бразили, па тамо ги користија за шверц на оружје со други држави, па пак по Втората светска војна преку тие бивши нацисти ја вооружуваа тајно Германија со оружје тајно. Беше ограничена за вооружување, повторно доби овие забрани као што доби по Првата светска војна. И токму тие бившите нацисти кои што оваа држава ги спаси, после тоа многу често учествуваа у шверц на оружје од Боливија, од Аргентина, од Бразил за Германија у она време после војната. И ова треба да се знае. Да знаете зошто сега пак се повтори историјата и кој тоа им дозволи на германците да се паркираат во воена база во Летонија или Литванија, не знам, на 15 километри од белоруска територија. Кој им дозволи? Мислите или мисла дека русите ќе дозволат повторно германска чизма да им стапне на тлото? Сваќате зошто е светот веќе на секунди пред нуклеарна апокалипса? На секунди е пред нуклеарна апокалипса. Значи, таа голема војна, која што е веќе на прагот, која што веќе сите ја гледаат, ја најавуваат, значи нема да биде конвенционална. Пак, поради феноменот на само жртва што го имаат русите. И они не го научија тој менталитет или намерно се прават слепи, ради кои цели, стварно не знам.
Ако е тоа целта да го турнат светот, САД и компанија, колективниот Запад, да го турнат светот во нуклеарна катастрофа, а ги знаат овие работи, onda стварно немам одговор зошто тоа би им одговарало, освен некој одговор што имам од некои стари теории на заговор за кои што не ќе се да ги спомнам, затоа што имам свое мислење за тие работи, но не го кажам јавно. Неис. Значи, истиот момент, ако не знаат, треба да знаат. Ако знаат, е катастрофално ова што го прават. Дека истиот момент, кој ќе се доближи, кој ќе нивниот обид за инвазија и пред да стигне до границите на Русија или на Белорусија, рецимо, истиот момент ќе имаат одговор на одвраќање, тоест нуклеарен напад. Внимавајте. Не значи дека тој нуклеарен напад ќе биде со тактички нуклеарни боеви глави или со тактички ракети. Пошто се погласни, гласни се наративите во тој некој политички свет, во некој во Русија, значи се повеќе се спомнува зборот Сармат. Знаете што е Сармат? Тоа е без конкуренција најопасното оружје на светот. Тоа е балистичка интерконтинентална балистичка ракета. Зборот балистичка значи дека е таа ракета фактички преносител. Самата не е оружје, но самата е преносувач на оружје. Тоест може во себе да носи на својот лет 10-15 нуклеарни боеви глави. Со страот на моќ. Со страот на моќ. Досега не видена во историјата на цивилизацијата. Значи, ова не се работи за тактички боеви глави до 100 мегатони, него за ништо што е над тоа. Каде ова ќе заврши, не знам, ама знам дека не е добро, го коментирам, знам ви се овие досадни теми, глупи теми, непотребни теми, но ние и па као народ, па и по тоа сме познати, да ќутим и да мижиме се додека злото не ни заторпа на врата, кој ќе ни заторпа, обично му ја отвараме вратата у 99,9% случаи. Тоа е нашиот менталитет. Теате менталитет, какви разлики прави. Некој заради менталитет, заради тоа што имаат цврст менталитет, способни се да направат големи држави, некој заради својот менталитет од мали, никакви понижени, почнуваат да се шират, затоа што имаат менталитетот им е таков амбициозни се, сакаат да се пробијат најдалеку што можат, ама големи биле покрениваме се, туркаат, ќе пушат, ќе онадат, ќе прават, ама ќе се пробијат. Имаш менталитет на народи кај што им биле дадени држави на тацни, од некои си предци, паради тоа што си го зезнале менталитетот умеѓу време, го омекнале каша го направиле, тие своји држави ги изгубили или почнале да ги губат. Тоа е разликата. А дека не е добро, брато, ич не е добро. Ајде.